Присутни, ви благодарам на убавата најава, толку истакна днес, без разлика да е тоа. Јас имам чест првично да кажам дека сум моите први образовни чекори ги поминав токму во ова училиште. Благодарение на прекрасните и одлични професори кои што ги имавме, а благодарение на нашата катедра од Универзитетот во Тетово, гледам дека и Воислав тргнал по тие чекори. Ова му е прво излагање и беше баш одличен. Дополнително имам чест да кажам дека овде ги започнав моите образовни чекори, но ги завршив на Универзитетот во Тетово и имам чест да говорам пред два професори кои што ми предавале мене. Тука е професорката Весна Костовска, која што ми предаваше во прва-втора година, и чест ми е да биде присутна тука и професор доктор Сонја Новотни, која што е и основач на катедрата за македонски јазик, чие што благодарение, па има дел од наставници, професори овде, се произлезени токму од таа катедра, благодарение токму на основачот на Тетовскиот универзитет и на катедрата за македонски јазик и книжевност. Ова училиште ме подсетува на нешто што навистина значи училиште, нешто што навистина значи образование и по самата структура која што има, но и по професионалноста која што имаме внатре во него. Значи, огромна е честа да присуствувам, благодарност до организаторите кои што направиле големо дело со ова и треба, разговаравме дека да се продолжи со ваквиот тренд, односно да се организира, па да се подсетуваме, ако ништо друго, на македонскиот јазик, односно на нашиот културен и историски идентитет. Јас може би ќе видам малку подолго што треба, ама тоа ми е табиет. Поттаму ќе започнеме со влегување во македонската јазична историја, но ќе го опфатиме и културниот македонски идентитет, бидејќи како што кажа и Воислав, пред малку Блаже Конески вели јазикот е нашата вистинска татковина. Оттаму не смееме да прескокнеме ниту еден од оние чинители кои што денес направиле да бидеме она што сме и да говориме на јазикот на кој што најубаво се сака, најубаво се плаче, најубаво се пишува. Оттаму мораме да започнеме со основањето на старомакедонскиот јазик, како што милувам јас да го нарекувам, иако не идуваме на пречки поради таквата терминологија, но токму создавањето на глаголското писмо, кое што е првично писмо, тука имаме и неколку ракописи од токму тој аспект, за да погледнеме македонската историја дека се движи не само по хипотези, току се движи со факти. Имаме ракописи кои што имаат јасно истакнати македонски црти, кои што содржат црти кои што ги имаме ние и денес. Од тука голема благодарност на светите браќа, свети Кирил и свети Методи, кои што заедно со нивните ученици, свети Климент и свети Наум, кои што се најзначени за нас, иако биле многу наброј, се разбира, ја создаваат глаголицата и представуваат светители во целокупниот денешен македонски идентитет, односно представуваат еден значаен светилник кој што ден денес свети за нас. Свети Кирил и свети Методи мораме да ги споменеме и со нивната најзначајна мисија, а тоа е Моравската мисија, која што токму го дава старословенскиот јазик, односно старомакедонскиот јазик, како четврти свет јазик на кој што може да се богослужи и на кој што јазик ние, словените пред се, но и ние, македонците, како оние кои што се изворот на македонската реч, изворот на секој старословенски збор, успеавме и ќе успеваме и натаму да обстојуваме на овие простори. Па така, во самата позната аналогија на словенската писменост описмене, средновековниот автор Црноризец Храбар вели: Свети Константин и буквите ги создаде и книгите ги преведе за малку години. Токму затоа словенските книги се посвети и попочитувани, бидејќи свет маж ги создаде. Свети Кирил и свети Методи изигруваат исклучително голема улога во ширењето на христијанството. Но нивната мисија, односно на Моравска мисија, не е само мисија за создавање на
писмо за сите Словени. Не е само християнизација на населението кој што обстои, туку представува дополнително и политичка мисија со која што Византија сака јасно да се спротистави на бугарското царство во тој период и на германското свештенство, односно на латините. Преку ваквиот подвиг стигнуваат во Моравија, но ја носат глаголицата како обла македонска глаголица од овие простори, во просторите на Македонија, каде што самиот тој, заедно со неговите ученици, ја создава и ја пренесува на сите останати словенски народи. Сведоштво за ваквото дело се токму ваквите ракописи кои што се преведувани дел од раката на светите браќа, но дел и од нивните следбеници и ученици, меѓу кои што најистакнат е нашиот македонскиот Свети Климент, односно Свети Климент Охридски. Па затоа тука ги имаме Асеманово Евангелие, Зографско Евангелие, Синејски псалтир, Верковичев апостол, значи и глаголични и кирилични ракописи. Успеваат светите браќа да создадат зад нив генерации кои што се провлекуваат до ден денес. Ние сме нивни потомци и генерации кои што тие започнале да ги создаваат уште во 9 век. Свети Кирил и Свети Методи представуваат централни фигури во целиот словенски свет, но најзначајни се за нас македонците како основоположници на македонскиот јазик и како ревностни чувари на чии што плеќи се струполи целосната тежина на создавањето на писменост и описменување на сите словени кои што и ден денеска живеат раштркани по светот. Нивниот ученик пак, Свети Климент Охридски, кој што учествува во сите мисии заедно со светите браќа Свети Кирил и Методи, јасно ја продолжува нивната мисија, па така во своите завети кои што и закони под кои што се води неговата школа, односно создавањето на Охридската книжевна школа, тој како услов за функционирање на ваквата школа ја има токму чувањето на глаголицата, односно на глаголското писмо, чувањето на Кирило-Методиевото дело, но и чувањето на сите оние елементи кои што биле зададени како цел на светите браќа Кирил и Методи. Свети Кирил се упокојува во Рим и продолжуваат учениците заедно по прогоните кои што имаат да се враќаат назад, односно да се движат кон Моравија првично и Панонија, но и да се вратат назад во Македонија. На нивното враќање стигаат до Белград, без Свети Методи се разбира, и таму ги пречекува пратеник на бугарскиот кнез, на бугарскиот цар Борис, кој што вели дека токму нивниот цар бара вакви учени мажи кои одамна ги чека. Сепак, по прогоните тие не наидуваат на токму прием, како што очекувале во Блиска, каде што стигаат, или денешен Преслав, туку наидуваат на една нова хегемонија, на една нова спротиставеност на нивните тврдења и мислења, односно наидуваат на борба со Византија. Ако до тогаш се бореле со германското свештенство и со бугарите, сега нивната борба продолжува против Византија. Ваквиот сегмент не е добро пример од Свети Климент и токму затоа во науката многу често се смета, иако во учебниците од кои што предавате вие, од кои што сме учели и ние, мислиме и сметаме дека Свети Климент е испратен на мисија во Кутмичевица, но невозможно е да биде тој испратен на мисија во Кутмичевица, бидејќи веќе во Бугарското царство започнува агресивната употреба на кирилицата, а Свети Климент Охридски ревносно ја чува глаголицата, односно се бори исклучиво за глаголското писмо и неговата употреба, заедно со чувањето на Кирило-Методиевото дело во Охридската книжевна школа. Знаеме дека создавањето на Охридската книжевна школа од Свети Климент Охридски и неговите ученици значи и создавање на прв универзитет за сите словени, од каде што произлегуваат дополнително
повеќе од 3500 ученици кои што ревносно ќе го шират Кирило-Методиевото дело, односно она за кое што се бореле сите словени и се бореле македонските словени во најголема мера. Оттаму, јасно може да покажеме дека токму спротивноста или она спротивност што има двете најголеми школи и најзначени во тој период, Охридската книжевна школа која што ја создава Свети Климент и Бугарската школа, односно Преслав или Блиска во тој период, се антагонистички спротиви во ставовите и невозможно е Свети Климент Охридски да оди како испратен по мисија, иако во тој период Бугарското царство преку давањето на чинот архиепископ или епископ Велички Сесловенски се обидува да го умири и да го ублажи неговото ревностно однесување во однос на чувањето на неговите учители и делото на неговите учители. Оттаму и самото моje излагање го поделив на 3 дела. Сосема историско, кој што кажал за македонскиот јазик денес и во минатото, и какво значење ќе има македонскиот јазик во иднина и како треба да се однесуваме со македонскиот јазик во иднина. По упокојувањето на Свети Климент Охридски, наша чест и задоволство е да кажеме дека неговите мошти се наоѓаат во трите дела на етничка Македонија, односно Пиринска, Егејска и денешна Македонија, односно Вардарска Македонија, што значи Свети Климент Охридски продолжува да не чува и штити и понатаму. По однос на пишувањата и науката која што ја имаме и можеме да ја согледаме за македонскиот јазик и мислењата за македонскиот јазик, ќе започнеме од Ѓорѓија Пулески по неколку збора само, кој што вели во тријазичникот печатен во Белград во 1875 година ќе каже: "Ние затова се именуваме старославјани, дека книгине црковни Кирил и Методија кога ги преведеле од јазиком грчки на славјански, нашле за добро да напишат букви славјански и ден преведет книгиње богомилни на старославјански јазик. А туе, во Македонија, старославјаните живеат." Утро Русија, во 1913 година, пишува надпис во кој што вели: "Македонија е земја на Александар Македонски, големите светители македонци Свети Кирил и Свети Методи, на Охридската архиепископија и на македонскиот цар Самој." Тука уредништвото во оваа статија дава јасни и изричити карактеризирање на македонскиот народ и на македонската држава, и преку овие надписи кои што ги кажувам, ние јасно се спротиставуваме на она што денеска се случува, а за кое и Блаже Конески всушност ја напиша и книгата за уште еден, за последниот удар на македонскиот јазик, каде што македонскиот јазик е напаѓан и јасно е дека ние мора да го штитиме. Не е вистина дека ние македонците шириме параноја дека некој не напаѓа. Сега ќе го согледаме дополнително преку факти тоа. Македонските студии на Облак и на Јагич во суштина ги побиваат сите безсмислености на ненаучните ставови на сите оние народи кои што го негираат македонскиот јазик. Бидејќи Ватрослав Облак по дозвола на Јагич се упатува во Македонија токму да ги испитува говорите, за да докаже според кој јазик настанува старословенскиот јазик, односно кој е основа за старословенскиот јазик. Тој при патувањето стига некаде во околината на Солун, каде што забележува дека токму говорите од околината на Солун се основа за создавањето на старословенскиот јазик. Па така, тој вели дека токму затоа мора да се штити македонскиот јазик, бидејќи на 5-тиот ден од неговото истражување, кој што сигурно дел од вас и не го прочитале досега како факт, тој е уапсен од Отоманската империја, односно по барање на нашите добри соседи, и неговото апсење е побарање значи на соседите и спроведено веднаш. Со тоа што тој во рок од 24 часа морал да ја напушти Отоманската империја и да не продолжи со своите истражувања. Но сепак, доволни биле 5 дена по македонските села за тој да докаже дека основата
за создавањето на старословенскиот јазик е токму македонскиот јазик, односно говорите кои што ги говорат македонските словени од околината на Солун. Па така во своите писма тој вели дека ако некој е заинтересиран да го проучува грчкиот или влашкиот дијалект во Македонија, тој успева, но тешко за лице заинтересирано за македонскиот дијалект. Јакич во своето дело Историја книжевности народа хрватскога и српскога, старо доба 1867 година, значи цитира научници, слависти од светски науки. Вели, на Балканот во 9 век од страна на азијатските бугари доаѓа до преплавување, кои што тогаш зборуваат туркско-монголски јазик. Тој вели дека денешните бугари кои што се мешавина на азијатски племиња и словени го презеле македонско-славенскиот јазик. И токму ова оди во линија со создавањето на македонската теорија за постоење на старословенскиот јазик и овие двајца слависти и лингвисти, иако се по потекло од Словенија и од Хрватска, ја рушат собствената пановска теорија и македонската теорија ја ставаат како конечна во славистиката за постоењето на старословенскиот јазик. Освен тоа, подоцна вели, азијатските бугари го преплавиле Балканот преку Дунав и се решиле со својата државна власт низ Балканот, низ Македонија и Тракија. Кога старомакедонскиот, односно старословенски јазик преовладал на цела бугарска држава, како црквена светост тие му дадоа свое име, нарекувајќи го бугарски јазик. Освен ова, многу важен сегмент е дека во тој контекст е особено интересно размислувањето на Јакич, кој што вели дека Свети Климент не останал на бугарскиот двор, туку отишол во Македонија за продолжување на делото на своите учители. Свети Климент, родом од Македонија, и во Бугарија му пречела словено-татарската симбиоза. Односно, иако имаме ние честа поддршка во минатото и од Стојан Новаковиќ, кој што е министер за образование на кралството Срби, Хрвати и Словенци во тој период, сепак Стојан Новаковиќ во едно од своите писма многу јасно наведува: наша задача е македонците да ги оттргнеме од бугарите. Затоа ќе го вродиме македонизмот, кој што јасно е дека постои кај нас од самото раѓање, во вените ни тече македонска крв. Но тој вели, кога ќе ги оттргнеме од бугарите, лесно ќе ги асимилираме. Тука се нижак, како ред, Пол Фостер, кој што студијата на Облак вели дека ја задржува својата вредност како изворно и важно диалектолошко истражување, има своја историска функција, бидејќи опишува неколку македонски диалекти во последните години од нивното исчезнување и вели дека тој постои во сегмент од 1500 години. Мјечислав Малецки, првиот полски македонист и истражувач на јужнословенски диалекти, се надоврзува на овие истражувања, па така тој ќе каже дека на прашањето во однос дали македонските диалекти се српски или бугарски, тој одговара: не се во целост нити српски, нити бугарски. Повеќето од нив припаѓаат на поединечен диалект, што може да се нарече македонски јазик. Мазик подоцна брани и прва докторска која што се однесува за македонскиот јазик на 27 ноември 1890 година. Мораме да го споменеме без никако да го скокнеме, иако многу од нив мораме да скокнеме во интерес на времето, и Крсте Петков Мисеков, кој што е вториот кодификатор на македонскиот јазик, бидејќи првите се светите Кирил и Методи. Како тој го кодифицира? Тој за прв пат со македонска свест и јасно укажува за постоењето и обстојувањето на македонскиот културен и јазичен идентитет. Не дека пред него никој не пишувал, но еве еден пример ќе дадам јас од себе. Јас имам ставено, иако не сакам, на книга која што ми ја печати Министерство за култура, дека сум од Северна Македонија. Присилен сум да го ставам, инаку нема да ми ја печатам. Ме разбирате? Разговараме за луѓе кои што немаат државност. Ние во нашата држава не можеме да се изјасниме како што сакаме. Сакам да се изјаснам дека ова е Македонија, не е Северна. Точно името го доби како што го доби.
Но замислете како е пред 200-300 години, кога сте под силен терор, кога и странски лингвисти се јавсат токму поради ширењето на македонската реч. Тој во македонските работи за прв пат истакнува јасни ставови за постоењето на македонскиот јазик и го кодификува врз основа на западното македонско наречие неговите централни говори. Тој се движи, знаеме каде, од прилика Скопје, Велес, и ден денеска оние говори кои што се дел од стандардниот македонски јазик. Тој на секое ниво го проучува македонскиот јазик и создава своји гледишта како треба да се кодификува. Оттаму тоа е втората кодификација на македонскиот јазик. Што вели Крсте Петков Мисирков во делото за македонските работи? Вели дека да сочуват некој својот народен јазик и да го бранит као светиња, значи да останет верен на дуот на своите прадедовци и да уважат се што имаат они направено за своето потомство. Да се откаже човек од својот народен јазик, значи да се откаже он и од народниот дух. Со тоа само се објаснуваат сакањето и усилијата на покорителите да направат покорените да се откажат од својот јазик за да изучат на некој место нивниот. Исто така, со тоа се објаснува упорството на покорените народи да го сочуваат сето свое духовно наследство, а особито јазикот. Милоста кон народниот јазик е наше долг и наше право. Ние сме должни да милуваме нашиот јазик, зашто тој еднаш, исто така како што и една нашата татковина ни. Крсте Петков Мисирков е зачетник и почетник само во она што македонците во иднина ќе го изјаснуваат како така. Оттаму мораме да напоменеме и еден глас кој што е значаен за македонскиот јазик. Тоа е гласот Ц, кој што најубаво и ден денеска одзвонува исклучиво само во македонскиот стандарден јазик. Од сите словенски јазици во својата стандардизација, само македонскиот јазик го зачува гласот Ц, кој што постои уште од глаголското писмо, кој што можеме да го видиме, но се смета дека постои и претходно. Оттаму мораме да кажеме уште збор два по однос на историските сегменти на јазикот. Свети Кирил и Свети Методи, Свети Климент и Свети Наум Охридски, Хаджи Даниил од Москополи. Потоа Свети Јоаким Крчовски, Свети Кирил Печиновиќ, Константин Миладинов, Димитар Миладинов, Григор Прличев и бројни други се залагаат исклучиво за постоењето на македонскиот народ и македонскиот културен идентитет како што го имаме денес. Па така, Темпо Попов, кој што е представник на тајниот македонски комитет во Софија, кој во текстот Кој е крив, вели вака, што 1887. Националниот дух на Македонија до такво дерече денеска е стигнал, што ни сам Исус Христос наследито небоно не може да увери македоница оти тој е българин или србин. Ние се надеваме далеку поразвиен македонски дух во нас сега. Зошто ние да се откажуваме од терминологија која што би ја следеле по однос на некои правила, кога уште во енциклопедијата на Украина, земјата и нејзините луѓе од Паул Магоци, вака вели Магоци: пишаниот јазик на Киевска Русија е заснован врз дијалектите од Македонија, односно врз основа на старомакедонскиот јазик. Тој јасно го употребува старомакедонски јазик, како што сметам дека треба да го употребуваме и ние. Аргументи дека ние немаме параноја, дека го штитиме нашиот јазик и идентитет онака како што знаеме и умееме, и најновата книга на доктор Бранислав Светозаревиќ и Драган Јачевски, кој што преку писма извадени од архивите на Русија, беше деновиве тоа токму, дадоја еден нов аргумент за македонскиот јазик, а против она кое што нашите соседи се трудат да го направат. Односно, вели дека има писма, аргументирано, помеѓу Целишче, еден од најголемите слависти и лингвисти во минатото, и Љубомир Милетич, кој што е ректор на Софискиот универзитет и академик, и дека, верувајте, и во тој период бугарите успевале да корумпираат руски истакнати слависти, за да ги променат насловите
и содржините на текстовите внатре. Значи, освен што е променет насловот Одесеи за македонска диалектологија, том 2, во полог и его българско население, по однос на коруптивност, тој продолжува да го менува и содржинскиот дел на самата негова книга, односно во секое место е заменето Македонија со Бугарија и така натаму. Сега уште малку ќе превршам. По однос на стандардниот јазик и чувањето на македонскиот јазик и неговото значење, мислам дека сите сме свесни колку тоа е значено. Ќе завршам со едни реченици на Коста Солев Рацин, како предвестник на она што ќе следи после мене, односно кодификацијата. Но сепак предходно да кажам само колку е значено ние да го сочуваме македонскиот јазик како единствен јазик кој што ќе биде во официјална употреба. Причината е со огромно значење. Зошто? Затоа што јазикот представува средство за комуникација. Јазикот представува чувар на идентитетот. Јазикот представува нешто кое што е потребно за ние помеѓу себе да можеме да дискутираме и да комуницираме. Ако немаме еден унифициран, еден јазик на кој што ќе комуницираме, ние практично ја рушиме нашата држава однатре. Секој има право да се изјасни на својот јазик, секој има право да говори на својот јазик, но само еден јазик е јазик кој што задолжително сите треба да го знаеме во совршенство. За да можеме да комуницираме, да разменуваме идеи, да ја подобруваме под политиката во нашата држава, да ги подобруваме образовните и воспитанието, да го подобриме во нашата држава. Јазикот токму затоа е нашата татковина. Не е важно како, ние мора да ја сачуваме унитарноста на јазичната политика на Македонија. Затоа што македонскиот јазик е јазичен код кој што служи за комуникација. Самиот Фердинанд де Сосир, кој што го изучува и Воислав сега во моментот, вели, човековиот јазик е најсовршениот систем од знаци. Но тој човеков јазик ние мора да го знаеме по целост. Ние мора да ги продолжуваме своите знаења во областта на јазикот и мора да ги изучуваме сите граматички категории на дадениот јазик. Во овој случај тоа представува македонскиот јазик. По однос на завршувањето, во значењето на македонскиот јазик се бори и Коста Солев Рацин, кој што по неколку цитати вели: да му ја земеш јазикот на еден народ, тоа значи да му ја земеш душата, да го лишиш од неговиот национален персоналитет. И таа забрана во оваа, зборува за кралска Југославија, и иста таква забрана во Бугарска Македонија и во Грција, тоа е борба за душата на македонскиот народ, но не за таа да се развие, туку да се уништи. И тука има едно фантастично совпаѓање. Трите балкански буржуазии се единствени во нешто, во тоа како да се одрече, а потоа да се уништи македонскиот јазик и да се избрише македонскиот народ како национална индивидуалност. Ете, вели Рацин, и историјата сакаат да ни ја скријат, да ни ја земат, за да ни ја земат душата, за да докажат дека сме племе без историски континуитет. Народ кој нема своје вчера, кој нема своје денес, не може да има ни своје национално утре. А континуитетот постои. Континуитет, вели, на маки и страдања, но и континуитет на отпори. Цели 37 години во тој период, вели, крвава борба и крваво искуство. На прашањето, навршувам со ова, дали сме ние македонци или македонски бугари, односно тој вдолувува дека против тоа се борат свесно и бугарските и српските империалисти со што несвесно им служат оние наши другари кои што го одречуваат нашето право да се сметаме национално за македонци. Дури и неговите последни зборови на Лопушник, кога беше застрелан, мора да бидат водилка и завет за нас македонците. Кажете и на мајка ми нека не жали, оти сепак ние ќе победиме. И јас како Рацин велам, сепак ние ќе победиме. Ви благодарам.